Наред е 21-виот национален избор за автомобил на годината во Македонија за 2016. Според гласовите на жирито, во финалниот дел за годинишниот избор се најдоа дури 7 потенцијални кандидати за најблескавото признание во автомобилскиот сектор кај нас. Жирито, составено од новинари чија специјалност е автомобилизмот, ги соопшти имињата на моделите, односно финалистите, кои годинава подеднакво ќе конкурираат за титулата Автомобил на годината во Македонија за 2016. BMW X7, Hyundai Tucson, Jaguar XE, Land Rover Discovery Sport, Mazda CX-3, Opel Astra и Škoda Superb. Како што наложуваат правилата, наред е последната фаза од изборот за автомобил на годината во Македонија, кога се избираат финалистите од конечната листа на модели, кои се лансирани на македонскиот пазар меѓу двата избора. Носителот на титулата, во склад со традицијата, ќе биде познат, односно објавен во текот на месецов. BMW X7. Втората генерација на популарниот компактен кросовер X7 беше официјално представена на салонот во Франкфурт. Најмалиот кросовер на BMW доби подобрен дизајн, типичен за последните модели од серијата X на брендот, поцврста каросерија, посолидни пропорции, помоќно емитување и динамични линии. Новата BMW X7 се нуди во неколку индивидуализирани модификации: Advantage, Sportline, X-Line и M-Sport. Во почетокот на продажбата на автомобили под хаупата на новиот модел има 4-цилиндарски 2-литарски мотори, бензински со капацитети во опсек од 192 до 231 конски сили и дизелски од 150 до 231 конски сили, во спрега со 6 брзински мануелен или 8 брзински автоматски менувач Steptronic. Новина е исто така погонот само на предните тркала што се нуди за првпат кај моделот. Hyundai Tucson. Модерниот урбан дизајн на новиот Hyundai Tucson, комбиниран со робусноста неопходна за SUV возилата, е дел на екипата под водство на мајсторот на својот занает Питер Шреер. Моделот се нуди со нов атмосферски 1,6 литарски мотор со 135 конски сили, опремен со 6 брзински мануелен менувач. Турбо верзијата на моторот е со 176 конски сили и може да се нарача со 7 степен автоматски менувач со 2 спојки. Во дизелската понуда се 1,7 CRDI со 115 конски сили, како и 2-литарски со 136 и 184 конски сили, за кои има опција за 6 степен автоматски менувач. Лани дебитира и опција 48 V хибрид кој користи 2-литарски дизел со 136 конски сили и електромотор со 14 конски сили. Jaguar XE. Британската компанија Jaguar е посебно горда на својот најнов модел XE. Тие не кријат дека тоа е еден од најважните модели во поновата историја на компанијата. Речиси 3/4 од конструкцијата на седанот е од алуминиум, а тоа е постигнато благодарение на новата модуларна платформа EQ. Коефициентот на воздушен отпор кај седанот е 0,26. Огромна улога за чекор кон врвот играат новите Ingenium мотори кои нудат различни нивоа на моќност. Најбрз во семејството е XES со 6-цилиндарски мотор со компресорско надполнење и 340 конски сили со вртежен момент од 450 Нм, кој сака може да добие и чисто штедлива машина со 2-литарски дизел со 163 конски сили или со 180 конски сили. Понудата од мотори ја комплетираат 2 бензински со турбо надполнење и моќност од 200, односно 240 конски сили. Land Rover Discovery Sport. Наследникот на Freelander од Land Rover е Discovery Sport.
Новитетот се произведува во фабриката на компанијата во Ливерпул. Во понуда се верзии со 5 и 7 седишта и 2 турбоагрегати. Дизелот има обем 2,2 литри и во зависност од модификацијата развива 150 или 190 конски сили. Вртежниот момент и кај двете верзии е 420 ньютон метри. Дволитарскиот бензински мотор е со директно вбризгување и развива 240 коњи и 340 ньютон метри. Агрегатот се комбинира само со 9-степена автоматска трансмисија ZF. Land Rover Discovery Sport атакува на пазарот со постојан пренос на сите 4 тркала, со Haldex спојка или автоматски Active Driveline, кој е достапен само за дизел модификациите со 5 седишта. Mazda CX-3. Крајно стилски скроениот јапонски новитет, моделот CX-3 имаше навистина импресионирачко деби во светот. Изгледот на најновото кросоверско издание е исто така, како сите новитети кои блеснаа на пазарот во последно време, во склад со повеќе препознатливиот кодо дизајн, како и со технологијата SkyActiv. Во понуда е со 2 бензински мотори и 1 дизелски. Станува збор за новиот 1,5 литарски турбодизел SkyActiv D. Мокноста на агрегатот е 105 конски сили, но тој може да се пофали со нетипичен за агрегати со сличен обем многу висок вртежен момент 270 ньютон метри. Целта на јапонците е оваа верзија на моделот да се најде меѓу лидерите во најдобро растечкиот сегмент на компактни кросовери. Opel Astra. Бестселерот на Opel, компактот Astra и неговата генерација K ја продолжуваат успешната приказна на компактот започната минатиот век, прво со изведбата Кадет, а сега и со 6-тото поколение на звездата. Astra располага со подинамичен и истовремено помирен, со далеку поблаги линии дизајн, кој е под влијание на концептот Monza. Кај новата Astra, коефициентот на отпор на воздухот е 0,285. Самото купе е за 20% полесно од тоа на Astra J, а само преку новата шасија се заштедени околу 50 килограми. Новости има и во палетата агрегати, која во почетокот ќе биде представена од еден дизел и 2 бензински мотори. Меѓу новите технолошки решенија ги издвојуваме матричните фарови IntelliLux LED. Skoda Superb. Најголема заслуга за изгледот на новиот модел има шефот за дизајн Јосеф Кабан, кој вели дека стилот на новата Skoda Superb се вклопува со филозофијата на новата архитектура превземена од Vision C концептот, кој беше представен на минатогодишниот Женевски саем. Најголема вредност на новата чешка перјаница е висината на интериерот 980 мм, а втората генерација на Superb нуди багажник со волумен од 625 литри, што е за 30 литри повеќе од претходната верзија. Под хаубата на новиот Superb се поставени 8 нови турбомотори, 5 бензински и 3 дизел, кои се опремени со систем старт-стоп и со состав за обновување на кинетичката енергија. Сите мотори ги исполнуваат Euro 6 стандардите. Од Auto Македонија објавија дека со нивната Silver Club картичка навистина може да заштедите пари. Според информациите на еден од двигателите во автомобилската сфера кај нас, ова е извонредна можност за да ги уживате сите бенефиции што ви се нудат со оваа картичка при набавка на возилото: гуми, плински уред, делови и аксесуари, се до попусти при техничкиот преглед на вашето возило, како и на набавка на ново од брендовите што ги застапува оваа куќа кај нас. Како што дознавме од пунктовите на Auto Македонија, каде можете да ја добиете оваа картичка, до неа се стигнува на мощна лесен начин. Имено, сите собственици на возила од брендовите Opel, Chevrolet и Isuzu, како и клиентите на било која фирма од групацијата Auto Македонија, со приложување на фискална сметка и пополнување на формуларот за апликација, може да ја добијат картичката Silver бесплатно.
Со станувањето член на клубот, со приложување на картичката кај овластеното лице на компанијата, добивате можност за одредени отстапки и попусти во одржувањето на вашето возило, сервис или пак технички преглед. Имено, со картичката добивате попусти при набавка на оригинални делови, работна рака, лимаро-фарберски интервенции и до 15% од крајната вредност на услугата или набавката. Одредени бенефиции уживате дури и при купувањето на возило од гамата на Opel и Isuzu, што се однесува до купувањето пневматици. На светски реномираните Bridgestone, Firestone, Dayton имате попуст и до 15%, а монтажата и балансирањето, како и користењето на така наречен хотел за гуми е бесплатно. Доколку се одлучите за вградување на пленски уред, и тука имате одредени поволности, а без никаква надокнада е шлепувањето на вашето возило на територија на Скопје до сервисниот центар на Auto Македонија. Секако, најголемите привилегии со картичката ги стекнувате при редовниот технички преглед. Имате попуст и до 50% ако при регистрацијата во AM CERT се решите да извадите и полиса од AM Broker. Менаџерскиот тим на Auto Македонија ја развива листата на партнерски компании, ресторани, кафе-барови, медицински установи, продавници, во кои едноставно со презентирање на вашата клуб картичка ќе добиете одреден попуст. Јато Динамикс објави дека за прв пат во историјата на автомобилскиот бизнис во Европа минатата година SUV моделите и кросоверите имаа подобра продажба од субкомпактните и компактни автомобили, за да се претворат во сегмент лидер во продажбата. Според податоците за 2015 во Европа се забележува импресивен раст плюс 24% до ниво од 3,2 милиони единици во побарувачката на SUV модели, што доведе до зголемување на нивниот удел во вкупната продажба од 19,8% во 2014 до 22,5% минатата година. На второ место се подредуваат субкомпактните автомобили со пазарно учество од 22%, а на трето се компактни со 20,6%. На силен кориснички интерес плюс 38% во Европа се радуваат малите SUV модели, а реализацијата е 1,2 милиони единици. Компактните кросовери имаат раст од 12,6% или 1,28 милиони продадени возила. Лидер кај SUV автомобилите во Европа е Nissan, кој со 376.000 реализирани единици е собственик на 11,8% од бизнисот. На второ место се подредува Renault, а еден од главните виновници за ова достигнување е целосно новиот Kadjar. Volkswagen го задржа нивото на реализација од минатата година, па следат Fiat, Citroen и Jeep. Кај малите SUV модели лидер е Renault со Captur плюс 38%, кај компактните е Nissan Qashqai плюс 8%, кај кросоверите од средната класа Volvo XC60 плюс 42%, а кај големите изведби BMW X5 плюс 27%. Ford Fiesta повторно е број 1 по продажбата во сегментот во Европа за 2015 година, односно најдобро продаван мал автомобил на стариот континент 4-та година поред. За субкомпактот на синиот овал се одлучиле 314.432 клиенти, што е раст во однос на 2014 за 2%. Fiesta во Европа пред минатата година пласираше 309.120 единици. Вреди да се напомене дека Ford направи некои мали промени кај моделот за 2015 година, нови бои и модификации, Fiesta Red and Black Edition.
Клиентите на мали автомобили ќе најдат во Фиеста се што бара еден современ купувач, без разлика дали тоа е економичноста кај Еконетик со 82 грама на километар CO2 емисии или спортската Фиеста ST. Ова е модел кој го посакува младата популација, а особено е популарен кај понижниот пол, потенцираат во Форд Европа. Во присуство на Карлос Гон, председател и извршен директор на Рено, и Жу Јан Фенг, председател на Донгфенг, се одржа официјалната церемонија на отворањето на првиот производствен комплекс на компанијата со заедничко вложување Донгфенг Рено во Кина. Целосно новата фабрика стана реалност 2 години по формирањето на Донгфенг Рено Automotive Company, а првиот автомобил кој ќе се составува во комплексот е Рено Каџар. Продажбата на автомобили од овие погони во Кина ќе започне во март оваа година. Во новата фабрика се распоредени производствени капацитети за автомобили и мотори, а и развоен центар кој се користи за адаптација на автомобилите со специфичните барања на клиентите и стандардите на локалниот пазар. Првичниот годишен капацитет на комплексот е 150.000 возила, но тој може да биде зголемен до 300.000 единици. Hyundai Motor постигна значајно достигнување во Европа. Продаде над 1 милион автомобили во V-сегментот, една од популарните категории автомобили меѓу европските потрошувачи. Успехот се должи во новата генерација i20, лансирана на пазарот минатата година. Поточно, компанијата достигна значаен успех во својот развој, откако ги представи новиот i20 Active, третиот член на семејството на i20 и 1 литарскиот TGDI мотор, кој го прави автомобилот уште попривлачен за клиентите во V-сегментот. Од презентацијата на Hyundai Getz во 2002 година, брендот ги зацврсти позициите во најпопуларниот сегмент во Европа со прифатливи, високо квалитетни и добро опремени модели. Во 2008 година Getz беше заменет од првата генерација на i20, кој постави нова насока на развој, односно автомобилите се дизајнирани, конструирани и произведени во Европа за клиентите на стариот континент. Со над 500.000 возила продадени во Европа, двете генерации на i20 придонесоа за вкупната продажба на компанијата во V-сегментот да стигне до високи вредности кои беа надополнети од актуелниот модел, достапен во верзија со 5 врати, купе и кросоверот Active, кој помогна за постигнување на раст на продажбата минатата година од 12% или 92.300 возила продадени на европските клиенти. Европскиот V-сегмент изнесува над 2,7 милиони возила или 22% од годишната продажба на автомобили во Европа. Тој останува сегмент со најголем обем на континентот и е главен фактор за успехот на Hyundai на европскиот пазар, кој пак оствари вкупна продажба од над милион единици на ова поле за помалку од 15 години. Сите верзии на семејството на новата генерација i20 се дизајнирани и развиени во Центарот за истражување и развој на компанијата во Германија и се произведени во фабриката во Турција. Kia Motors ке лансира на пазарот во 2017 година нов луксузен модел со заден пренос. Веста доаѓа веднаш откако од Hyundai најавија дека подготвуваат модел од луксузната поделба Genesis, кој ќе биде со средни димензии и погон на задните тркала. Неговата цел е да им конкурира на слични автомобили понудени од Audi, BMW и Mercedes-Benz. Токму во таа насока работи и Kia, која има во својата палета само еден модел со заден пренос – Kuois. Во компанијата се на мислење дека брендот има потреба од вакви автомобили кои ќе привлечат нови клиенти со високи технологии и ефектен изглед.
Дизајнот на автомобилот ќе биде во стилот на концептот ново, прикажан на автосалонот во Сеул минатата година. Кога ќе се најде во производство моделот на Kia, ќе се нуди со избор од 3 мотори – 2.0, 2.2 и 3 литри. Очекувањата на корејците се да продаваат околу 60.000 возила од овој модел на годишно ниво. Колку повеќе се приближува официјалната премиера на новата генерација на спортскиот модел Opel Calibra, толку повеќе актуелности на оваа тема лансира германската компанија. Според последната информација, новиот автомобил ќе користи многу елементи од дизајнот на концептниот модел Buick Vista, прикажан неодамна на автосалонот во Детройт. Премиерата на Opel Calibra се очекува во текот на автосалонот во Женева, а ќе предложи раскош, динамика и добра цена, која ќе биде истакната наскоро. Она што се дознава е дека новата Opel Calibra 2016 ќе има поинаква маска, други тркала со 5 краци и фарови со нов дизајн во однос на американскиот концепт. Раководството на Opel очигледно многу добро се справи со задачата за изведување на прав пат на брендот и забележа високи продажни индикатори минатата година. Само на територијата на Европската Унија беа реализирани над 1,1 милиони продажби. Носители според овој показател се моделите Corsa и Moka, а сега кон нив се приклучи и новата Astra. Не може, а да не се препознае дека ова е модел на Porsche, уште при првиот визуелен контакт со новиот 718 Boxster. Предниот дел е поагресивен, доминираат уште поголеми проводници за воздух и нови Big Xenon фарови со интегрирани LED дневни светла. Одзади LED светлата се тридимензионални, а новина се рачките и дизајнот на фелните. Во најголем дел внатрешноста е иста, но сепак се издвојува новата инструмент табла со кружни отвори, нов е управувачот, а системот Porsche Communication Management е модернизиран. Основниот 718 Boxster е управуван од дволитарски 4-цилиндарски турбомотор со 300 конски сили и 380 Нм. Тој го заменува 2,7 литарскиот 6-цилиндарски мотор, односно новиот агрегат генерира 35 конски сили и цели 100 Нм повеќе од претходникот. Наследното скалило застанува 718 Boxster S, кој се движи со 2,5 литарски 4-цилиндарски турбомотор. Моќноста му е 350 конски сили, а вртежниот момент 420 Нм. Тоа е зголемување за 35 конски сили и 58 Нм. Со ПДК менувач и пакет Sport Chrono 718 Boxster забрзува од 0 до 96 км/ч за 4,5 секунди, додека 718 Boxster S за 4 секунди. Максималната брзина му е 285 км/ч. Динамика, спорт, технологија, луксус, имидж и квалитет се само некои од асоциациите кои се врзуваат со моделите на Господарот на прстените, производителот од Ингolstadt. Во наведената нова генерација на Audi A4, пета поред,
или 9 ако ги броиме и Audi 80 изведбите, сите наведени асоциации можеме да ги ставиме во едно. Најновото остварување на бестселерот представува сам врв на понудата во сегментот, извонредно спакуван, а секако во прилог на сето ова одат и одличните продажни резултати на самиот старт. Најлутиот конкурент на баварскиот BMW 3 и штутгарската Mercedes C-класа со својата најнова генерација ги поставува стандардите скалило погоре во компактната средна класа. Злобниците на дебито во Франкфурт коментираа дека на прв поглед новиот Audi A4 изгледа како временска копија на минатата генерација, но конструкторите на најновото Audi-ево остварување велат дека во однос на претходникот има разлика дури 90%. Во Инголштад велат дека тие се обидуваат на свој начин да ја дадат препознатлив стил, што ќе влече од 8-та генерација за да се продолжи 44 годишната традиција, но сепак во новината има еден нов поинаков пристап, различен дух, оригиналност. Едноставно се чувствува во неа слоганот "Напредок низ технологија", омилената девиза на Audi. Четворката е само потврда дека империјата е подготвена во секое време да возврати на соодветен начин. Токму инкриминираниот 2.0 TDI ја имаше главната роља во моделот што ни беше на управување од Porsche Македонија. Ни најмалку неочекувано, бидејќи традицијата пак кај нас вели дека поголем број на купувачи цели баш на него. Спротивно на сите бомбастични прозивки, од Audi тврдат, а ние можевме да се увериме во сето тоа дека новата генерација не само што е почиста, туку е далеку и поефикасна. Оваа TDI дизелска изведба нуди 25% повеќе моќ и 21% помала потрошувачка. Лимузинското најново остварување на вистина изгледа мощно елегантно. Го красат многу дизајнерски елементи, како во екстериерот, така и во интериерот, но се чини дека нема да сгрешиме ако истакнеме дека во Audi и овој пат ставиле далеку поголем апостроф на спортските елементи. Дизајнерите, инспирирани од спортските линии на своите изведби, се обиделе да ги имплементираат на свој начин кај новата четворка, па имаме далеку построги форми и поголема агресивност во однос на претходникот. Сето ова го чини новиот Audi A4, нов рекордер во аеродинамичноста, која кај новината изнесува само 0,23, што е несомнено најдобар резултат во сегментот. Кон ова, поради големиот број новини во конструкцијата, новата модуларна платформа MLB Evo и имплементацијата на високо квалитетни материјали, компактни состави и лесни легури, тежината е намалена за 110 килограми. Кога сме кај надворешниот стајлинг, треба да се напомене новата форма на светлата и поголемата решеткаста маска на ладилникот, кои се извонредно вкомпонирани со поспортски скроениот преден браник, каде доминираат големите всмукувачи за воздух. Силуетата е малку покупеовска, со поинаков C-носач и за одреден агол спуштеното предно ветробранско стакло. И задниот дел има одредени модификации, поинаква форма на светлосните групи и се разбира и тука скроен спортски браник и малку како во спойлерски дел продолжениот капак на багажникот. И внатрешноста продолжува во спортски стил, а се чини за таков печаток многу влијание имаат елементите од дополнителниот S-Line спортски пакет на опрема. Инструменталната табла е во стилот на она што со себе го наметнуваат трендовските бренувања за моделите од Инголштад. Средишниот гребен е едноставен, без посебни оптоварувања, што заедно со повисокиот степен на завршна обработка во однос на претходната генерација ја крева скалило погоре ергономичноста, каде е сместен MMI состав на контрола на функциите, кои се видливи на 7-инчниот екран и се разбира елементите од тризонската автоматска клима. Вреди да се напомене дека новата управувачка единица на клима уредот
е изведена технолошки совршено како и целиот нов А4. Како и сите функции, типките го препознаваат приближувањето на прстот и се ви е прегледно на извонредниот LED екран, каде имате огромен број информации. Секој материјал во тестниот модел, комбинација на штоф и кожа, е прикладно имплементиран и едноставно оддава впечаток дека се работи за премиум производ. Она што кај новината најмногу остава впечаток, а не беше пракса кај досегашните генерации, е доволно простор на задната клупа, каде без никакви проблеми со цела комоција може да се сместат две лица, уживајќи во комфорот што го нуди автомобилот. За понуда на простор на предните седишта и да не споменуваме, а зафатнината на багажниот простор е 480 дециметри кубни. Практичноста во користење на возилото ја надополнуваат и многу решенија. Кога сме кај опремата, навистина и онаа сериската е со подолг список, а да не говориме за големиот број детали кои во тестниот модел ги имавме на располагање од уште побогатата дополнителна. Ке се обидеме за оваа цел да ги споменеме само оние кои навистина ја прават лимузината со ниво S-Line по-престижна, но и по-сигурна, поради многуте елементи и од полето на безбедноста. Навигацијски систем со color display, систем за предупредување од замор, адаптивен темпомат со радар, Bluetooth конекција, читач на мемориска картичка и CD медиуми и 2 USB приклучоци, автоматска рачна сопирачка, сензори за светлина и дожд, ESP, ABS+, MBA+, EBV, Big Xenon предни светла со динамична контрола и така натаму. Експертите велат дека најголемиот бисер се наоѓа под блескавата надворешност. Новиот доработен 2-литарски TDI пристигнува со 150 конски сили и вртежен момент од 320 Нм. Неговата најголема вредност секако е економичноста, односно потрошувачката е намалена за 20,17%. На вистина, на тестот не бевме ни близу до оние декларирани под 5 литри просечна потрошувачка, но на моменти знаеше да падне и до нешто на 6 литри на 100 километри, што на вистина е за почит кај вака спакуван автомобил кому му требаат 8,7 секунди да стигне до 100 км на час, а максималната брзина е 219 км на час. И се разбира за оние толку важни во моментов за американците емисии на штетни гасови, поседува овој агрегат согласно Евро 6 стандардите, кој испушта само 99 грама на километар CO2. Новиот Audi A4 ќе биде сигурно првиот избор на многобројни деловни луѓе, а секако е мощна добра опција како што е сега спакувани за оние семејните. Четворката навистина нуди динамика, спорт, технологија, луксус, имидж и квалитет во едно, а сето ова има и своја цена. Вака спакуваната изведба во Porsche Македонија чини 47.034 евра. Новата светска опасност, вирусот Зика, зеда неочекувана жртва. Името на новиот модел на индиската компанија Tata Motors. Автопроизводителот објави дека одлучил да го смени името на моделот Zika, кратенка од Zippy Car или палав автомобил, поради именувањето на разнесуван од комарците нов вирус со исто име, кој е светска здравствена закана, од Tata Motors, која е дел од еден од најголемите индиски индустријски конгломерати, Tata Group објави дека ќе даде ново име за 10 дена. Tata Motors најави и промена на изгледот на моделот, за чија промоција е ангажиран и најдобриот фудбалер во светот Лионел Меси.
Nissan планира значително да ја намали тежината на своите идни модели, а со тоа ќе започне уште во оваа 2016 година. Предметниот проект го носи името Lightweighting Program, а дел од неа е создавање на нов материјал од кој ќе биде направен долниот дел на автомобилите на брендот. За време на работата на проектот се користи технологија од воздухопловната индустрија, како и од автомобилскиот спорт. Во програмата учествуваат други производители и истражувачки центри од цела Велика Британија. Целта на програмата е создавање на целосно нов производствен процес кој треба да направи револуција во индустријата. Благодарение на Lightweighting програм во Nissan, планираат да ги подобрат динамичките карактеристики на моделите, да ја намалат потрошувачката на гориво и да не дозволат зголемување на нивната тежина поради постојано растичкото количество опрема и технологија со кои се опремени.